Мрежичко се наоѓаме, Ристе, како е денеска да се биде во Мрежичко? Па денеска да се биде во Мрежичко не е најдобро, али е добро. За лошо нема да збориме. Се препорачува да се вратиме во селото, меѓутоа ти не излезе од село. Па ако збориме дека во суштина не сум излезен, по лична карта сум село Мрежичко и така треба да останам. Викендот сум секогаш тука, работните денови сум во градот. Работата прави да бидеме тука за викендот. Малку да работиме и малку да рекреираме, да одмараме. А ти во твојот живот реши да работиш и навистина успешно го работиш и добар политичар си сите овие изминати години. Доказ за тоа е изборот за советник во 2 мандата во Совет на општина Кавадарци. Меѓутоа си и стопанственик, а и сопственик на рибник. Па, прво ќе кажам дека овде во општина Конопиште бев 2 мандати како советник и уште 2 во Кавадарци 4. Значи, Двата во Кавадарци мисли како независен советник. Мислам да е тоа доволно на политичка гледна точка. Тоа кажува дека имам клиентела, круг на луѓе што даваат поддршка. Работата ми е малку како хоби, али тоа е, јас сум дел од фирмата Трасер, кај што е фирмата братска. Браќите повеќе работат, јас само координирам и малку помагам. Ова се работи многу години, чекор по чекор, не е инвестиција некоја голема. Вие го гледате дека објектот е како некоја куќа за живење, али имаме и понекои гости што ги услужуваме. Обично тука луѓе доаѓаат наши пријатели, роднини, идат специјално за риба. Мрежичко е некое специфично место, овде нашата река е една од 3 реки во Македонија со документи од Институт Охрид за квалитетна пастрмка. Значи, у 3 најдобри води е и Мрежичката река. Рибата, пастрмката, скоро сите исто ја хранат, него чистотата на водата и чистотата на рибникот и планктонот што го носи водата ја прави ова риба да биде малку подобра од другите. а имате и капацитети за спиење, слушай. Па имаме неколку апартмани тука, имаме простор уредени за спиење. 5-6 апартмани средени со купатила, со солар, топла вода, така пристојни. Да го искористам вашето присуство пред микрофонот. Дали се спремни да помогнете во ова манифестација Алшар 2017 година и вие и селото? Па ние сме дел од проектот на Алшар, јас секогаш овие што го организираат Алшар соработувам со нив, тие доаѓаат тука. А помошта наша се состои во тоа да помогнеме околу смештај на луѓе, да дадеме добри цени, да ги послужиме и околу шетањето да им помогнеме, да ги запознаеме со стазите, како водичи да учествуваме. Нешто ако треба друга помош, сме на располагање. Дека и селаните им даваат сестрдна помош, да било што и да... Мал дел од луѓето што се овде, тие се љубезни, едва чекаат да дојде некој човек да прават некоја дружба или да истрпат некоја информација. Обично е така. Какви се твоите сознанија за идејата да се спаси домот од уривање, односно да се обнови, да не речем? Па, за да се спасат објекти во селото што се пред уривање, а и уште во мандатите овде кога бевме во Конопиште направивме некои исчекори, овие објекти што немаат собственици, што се државен имот, да ги дадеме на луѓе на услуга на неколку години и да ги продадеме. Еден таков проект ние завршивме, објекти што беа во распаѓање, што ги дадовме на луѓе, тие се направија и се добри. Овие објекти што останаа на никој или државно, тие се малку во распаѓање, некоја грижа се води од за објектите во Мрежичко од страна моја и од страна Кожувчанка, али тоа е мал чекор. Треба да се работи на таа тема. Мој предлог е, ја и на градоначалникот му предлагав ние да ги дадеме на користење на здруженија на граѓани, на приватни лица, без надокнада, само да ги одржаваат, да си плаќаат трошкови на вода. Вода не плаќаме овде, не застоја. Некој таков чекор, пошто да дојде човек овде во руиниран објект и да плаќа кирија, не држи вода. Имаше од едно здружение Здружение Еколошко, тие имаат некое барање до општината поднесено за училиштето во Мрежичко и во Рожен, да ги земат на одржавање, на стопанисување и пак да ги даваат за било кој да ги користи без надокнада, да ги земат и без надокнада да ги даваат на услуга. Океј, дали се спремни во ова лето, ако ви додат туристи случајно да спиете овде, пошто со Алшар ќе се популаризира ова работа? Туристите за Алшар се потполнуваат капацитетите уште на објавувањето во една дена, инаку сме спремни и после тоа да ги примаме.